Здраво, дечки! Еве сме во уште едно видео од овој нов серијал за HTML и CSS. Ова е се уште 8-то видео, меѓутоа решив да го поделам на две, за да не испадне толку како претходното, бидејќи претходното беше околу 50 минути, а јас би сакал видеото да не се подолги од 20 минути, па затоа едното ќе биде именувано видео 8.1, а ова ќе биде 8.2. Значи, во претходното видео почнавме да зборуваме за CSS, каде може да го пишуваме, како да го пишуваме. Спомнавме нешто околу селекторите, значи кои се селектори постојат. И во ова видео ќе позборуваме за нешто друго што се нарекува комбинатори. Па, ајде пред да започнеме со видеото, најпрво да ископирам еден пример, што го имам земено од W3 School. Ќе го замениме ова што го имаме до тука. Вака. Овој дел нема да ми треба. И овој дел нема да ми треба. Треба само ова и ќе го земам и овој CSS мал што е тука. И ќе го ставим тоа тука. Да, се ми е окей. Да видим само. Да, параграф 3, параграф 4 беше окей. Значи го изменив малку овој сајт што го имаме, index.html, значи сега имам во овој случај еден div, во тој div имам неколку параграфи, параграф 1, параграф 2, потоа имам во section, так, за кој што ќе зборуваме во наредното видео, значи овој дел тие нови семантички тагови што се воведени во HTML5, ќе зборуваме за овои семантички тагови во наредното или некој од наредните видеа. Значи замислите се исто како ова да е завиткано во некој div или нешто така, значи меѓутоа се вика section. Еднаш имаме во првишниот div 2 параграфи и потоа има section, и во тој section има уште еден параграф, затворен section, подолу имаме четврт параграф, навро дивот имаме уште два параграфи 5 и 6. Па да видиме што се тоа комбинатори. Значи комбинатори значи зборувавме претходно за селектори, комбинатори се значи начин да комбинираме повеќе селектори за да ја направиме соодветна селекција на нашите тагови. Вака мислам дека со овие зборови изгледа многу збунувачки, меѓутоа за момент ќе видиме во пракса како тоа изгледа. Значи има некои типови на комбинатори, descendant, значи на нашиот би дошло потомок, child или дете, adjacent sibling и general sibling. Не знам, ова не ми текно како би го превел на македонски, меѓутоа овие се во принцип комбинаторите кои што може да ги користиме. Најпрво да видиме за овој descendant или за потомок комбинаторот. Значи, што ни овозможува ова е да селектираме елементи кои што имаат заеднички потомок. Значи, од десната страна ни е елементот кој го селектираме, а од левата страна ни е потомокот. Па да видиме во пракса како тоа изгледа. Значи, со овој CSS овдека го правиме тој descendant комбинатор, го користиме. Значи, да одиме во нашата веб страна и да го гледаме тука нашиот код. Значи имаме најпрво div, кој што ни е заедничкиот потомок и потоа велиме b. Значи што вели ова е селектирајќи сите параграфи кои што некаде наназад имаат потомок div. Доку дојдеме во нашиот HTML код, во нашата HTML страница и да видиме за таков пример. Значи бараме параграфи кои што имаат div за потомок. Како што гледате, параграфите 1 и 2 имаат потомок div, меѓутоа и параграфите 3 и 4 доку одиме назад некаде во хиерархијата, значи имаат div.
Значи не мора да е директно, туку може да е индиректно. Битно е да потекнуваат или да се наоѓаат под некој div. И потоа во стилот вели позадинската боја сменена во жолта. И што гледате параграфите 1, 2, 3 и 4 имаат жолта боја. Значи да повторим уште едно, значи ова е descendant комбинатор ни вели барај заеднички потомок на параграфите. Односно, барај ги сите параграфи кои што имаат потомок овој што е од левата страна. Значи, овој од десната ни е селекторот, вели селектира ги сите P тагови, P елементи во нашиот вебсайт, сите P, значи ги селектира овој 1, 2, 3, 4, 5, 6, меѓутоа додатна селекција или комбинација вели, но гледај тие да имаат потомок div, значи да се наоѓаат во некој div. И уште еднаш одиме во нашиот документ, гледаме дека параграфот 1 овдека има едно ниво назад, значи се наоѓа во div, 2 се наоѓа во div, 3 се наоѓа во div, 4 се наоѓа во div. Овие надвор, како што гледаме, се наоѓаат во body, немаат div никаде. Меѓутоа, ако го направиме ова, копи и го ставиме ова, овдека да видиме што ќе се случи. Како што гледате сега сите 6 ни се жолти, бидејќи и овие два параграфи во ова ситуација го имаат овој div надвор, значи се наоѓаат во некој div. Ајде да го тргнеме тоа. Нема да ни треба сега. Значи ќе работиме со овој пример во меѓувреме. Значи овој ни е овој descendant комбинатор ни вели, значи бара елементите да имаат некој потомок кој што сме го навеле од левата страна, значи P елементот да има div потомок. Малку тешко дека во една реченица да го објаснам, меѓутоа примерот мислам дека многу лесно се сваќа за што се работи. Нареден комбинатор ни е овој поголем. Тој вели дека ги селектира сите елементи кои што се деца на овој лев елемент. Па доку во нашиот стил го смениме ова со поголемо, да видиме што ќе се случи во нашиот пример. Значи ја ставам на страната, не сум зачувал уште ништо. Ударам save и гледаме дека ни се сменија обоените. Значи има сега 1, 2 и 4 ни се обоени. Значи бараме параграфи кои што се деца на div. Тоа значи во нашиот пример. Значи гледаме 1 параграф со параграф 1 текст in the div се наоѓа во div. Параграфот 2 исто така се наоѓа како дете во div, меѓутоа параграфот 3 се наоѓа во div, а не е избоено со жолто. Тоа е бидејќи овој child selector работи, значи како ги бара директните деца на div. Значи се што се наоѓа на ова ниво што е на лева страна од селектора. Значи сите што се наоѓаат директно во овој div. Значи сите параграфи што се наоѓаат директно во некој div елемент. Па така, значи тоа ќе бидат овие два и овој параграф 4. Овие не се во div, меѓутоа доку ги завикам вака, велам div, enter и овие два реда, доку ги помрнам тука горе, ќе видим дека и 5 и 6 ќе не бидат обоени со жолто, бидејќи и тие се деца на некој div, во овој случај тие се деца на овој div. Да тргнеме тоа, значи првиот descendant гледаше било каде во хиерархијата погоре да има div, значи во тој случај влегуваше и овој 3, меѓутоа овој што е child selectorот гледа да се директни деца. Значи директни деца внатре во div од параграфите што се директни деца на некој параграф. Значи секаде во документот се гледа и бара елементи што ги исполнуваат овие услови или што исполнуваат ова комбинација тука. Наредно е adjacent sibling. Ова значи ги селектира, значи секој елемент што е нареден, значи ги селектира наредните. Во овој случај би било div каде што веднаш после него имаме P. Значи сите P тагови што се наоѓаат на исто ниво веднаш после P. Ајде да видиме во пракса како тоа изгледа. Да ставиме место поголемо овдека плюс и да видиме што ќе ни се избори.
Во овој случај ни се избои само петката, да видиме зошто е тоа случај, а тоа е бидејќи само петката го исполнува тој услов да се наоѓа веднаш после div. Значи гледате имаме пред петката овдека отворен и имаме отворен и затворен div, значи тоа е овој div овдека и овој селектор вели значи да има параграф што е веднаш после div. Уште еднаш во овој случај таа комбинација, односно тој услов го исполнува само овој параграф овдека, бидејќи само овој одма пред него има div. Доколку да речеме пред овој овдека ставивме div и го затворивме, ќе ни се избои шеската. Или да речеме и овој пред овдека, сакаме и четворката, ќе му ставиме и ново еден div и ќе ми се избои четворката. Значи битно е пред самиот елемент кој што го бираме да има div со овој селектор што е плюсчето. Да вратиме се кој што ни беше. Ги видевме овие три. Ајде да видиме за General Sibling што е со овој tilde значето. Ова вели дека е General Sibling. Овдека имам запишано ги селектира сите елементи што претходно на исто ниво во документот имаат соодветен елемент. Да го пробаме и тоа. Значи ставаме tilde значи и да видиме што ќе ни се избои. Значи ни се бојат само последните две. Тие ни се бојат бидејќи ова за разлика од претходното бара значи било каде во документот да имаме div. Бидејќи така напишаме, значи барајќи сите параграфи што на исто ниво во документот имаат div. Овие два параграфи 5 и 6 имаат на исто ниво овој div, значи се наоѓаат на исто ниво, не е негде надвор или внатре, значи гледате на исто ниво се во рамките на ова body, значи и p-то и div-от се на исто ниво, се наоѓаат во рамките на ова body и поради тоа само тие значи ќе бидат обоени со жолта боја, доколку сакаме и овие да речеме 1, 2 и 4 да ни исполнат тој услов, да речеме ќе ставиме овдека 1 div и што гледаме 1, 2 и 4 ни се избоја бидејќи 1, 2 и 4 на исто ниво го имаат овој div, значи се наоѓа во рамките на овој div внатре, значи 1, 2 и 4, а ова тројката не го исполнува бидејќи на исто ниво нема ништо, значи нема div. Мислам дека ме разбравте. Да видиме, ова видео испадна. Не испадна кратко, мислам дека многу пократко. Така да дечки, мислам дека и ова ви е поприлично јасно. Значи, доколку не ви е јасно, разгледате го видеото уште 2-3 пати да ви станат јасни овие работи. Рековме имаме 4 вида на комбинатори, значи може да ги комбинираме на повеќе начини како сакаме, значи битно да знаете кој што значи, значи празно место ова ви е descendant, поголемо ова ви е child, плюс ви е sibling, а ова ви е general sibling со tilde. Така да дечки, уште еднаш, доколку се допаѓа ова што го правам, што ги снимам овие видеа, стиснете subscribe и лайк на видеото, па се гледаме во некој наредно видео. Поздрав!